Партизан нормално ти останува цел живот во меморијата, тие настапи, доаѓањето. И дали не посакуваше да останеш или па мораше да влезеш во таа машинерија што ја правеа они и се знаеше дека после 2 или 3 години Христов треба да оди во странство за да ќари и клубот, а и самиот фудбалер. Зоки, да бидам искрен, ниту ме прашале дали сакам да одам и дали така да Така работаат само големите. бев на пауза тука за репрезентација, ми се јавија, пали колата, немој сам да возиш, само тоа ми каже. Земи некој со тебе, дојди, Зечевич ми објасна данк, што е и така таа беше приказана. Ни сакаш, ни не сакаш, ни едноставно, но јас очекував бидејќи играв добро. Паралелно во тоа време ги бележевме најдобрите резултати И со репрезентација, да. Под водство на Ѓоко Хаџиевски, бевме многу блиску до бараж. Значи паралелно некако и нормално беше, а имав 21 година, да направам трансфер така голем. Така И одиш во Англија. И одам во Англија, прв македонец. Ти беше прв македонски фудбалер во Англија. Што заврши. Во Барнсли. Од сега вака ќе речам премногу рано, со 21 година премиер лига. Но од друга страна Зошто покажа вака премиер лига? Надолу? Па Или за некако, млад фудбалер? Мислиш опасно, ја? Опасно. И сега, мислам дека не е премиер лигата за еден млад играч од 20 години. Па макар колку и да е добар и Да. Па еве и квалитетен. Еве и сега, значи, сме сведоци дека многу ретко, иако јас одиграв околу 25 надпревари, дадов 4 гола во премиер лига. Испаднавме таа година. Во статистиката гледам 45, ти половина кажа, другите надпревари или тоа беа... Ова беше 25 надпревари одиграв во премиер лига. Во премиер. Прво да, и 4 гола дадов, потоа испаднавме. И после таму одигра уште толку надпревари и уште толку голови дали, мислиш. Но како што испаднавме првото коло во втора лига, јас ги скинав лигаментите. Значи прво коло во следната сезона ги скинав лигаментите и почнува таа по грдата страна. Кога што мачеше таа повреда, се сеќавам и репрезентацијата во Белгија, ми се чини игравме со Белгија, па беше неизвесен твојот настап, тоа ја влечеше таа повреда. Да, тоа значи на 20, да, првата операција ја направив на 22 години, втората година од Англија и веќе останав. Какви ти се впечатоците од Англија? Таму мора да си постојано фит. Па да, значи ја имав таа втората година пауза, се вратив после тешка операција. Третата исто ја одиграв стандардно, игравме плей-оф со Ипсвич финале за влегување за враќање во премиер лигата и тоа ми беше мој последен надпревар. Сеќам дека имав 90 минута извонредна шанса со глава исто испадна, не влеговме во премиер лига. Пак да не беше она битолската работа, не, во земја и на... Во Битола можев да се вадам теренот, не рамен, па рибна, а воде на Вембли, нема вадење, затоа морав да шутирам горе. Да, и тоа е исто еден момент што секогаш ќе го памтам. Добро, еден од ретките наши што одиграл во оној вистински храм на фудбалот. Да, тоа е значи 2000 година во јуни, во мај, и тоа беше последна утакмица, последен надпревар на стариот Вембли. Потоа, дали беше во дилема каде да продолжиш, а продолжи во Нимеген во Холандија. Нес Нимеген, исто познат прволигаш. Која беше причината да одиш таму? Дали не можеш или не сакаше да останеш во Англија или што беше? Или пак менаџерите не те прашуваат, одиш таму? Па не, сега веќе јас се прашував повеќе, за разлика не повеќе, него се прашував, бидејќи првиот пат не се прашував воопште. Ова беше одлука моја,
најповеќе што тренер во тоа време во Холандија беше Нескенс. Јохан Нескенс и најмногу настојуваше да дојдам. Тој до тогаш беше помошник на Рајкард на Европско првенство Холандија и Белгија и преземаше Нек Најмиген од 2000 година. Така да можам да кажам дека нормално. Секогаш и финансиските услови се важни. Како помина тамо? 3 години остана, не е 3 години во клубот, да, мислам дека најубавиот период фудбалски животен го поминав таму. Првата година беше исто доста успешно, дадов 15 гола. Дадов, што исто редок случај, единствен во Холандија. А знаеме дека и Руд ван Нестерой, и Ромарио, и Роналдо, и Кежман настапувале, значи, извонредни светски напаѓачи. Давале многу голови хет-трикови, но никој не направил хет-трик во рокот 4 дена. Значи, јас имав таа среќа да и против Гронинген дадам 3 гола и за 3 дена против Витесе 3 гола. И ден денес рекорд е. Сум По периодот во кој што во рокот 4 се дена изведени два хет-трика. Да, ден денес. Значи остануваш рекордер во Холандија. Да, и ден денес. И сега во тие статистиките те водат. Да, и ден денес кога одам во Најмиген, и на стадион се уште има слики, дресови и баш онака на мајтап, што викаме ние битолчани, ги прашувам до кога. Па вика додека некој друг не. Викам јас пред 20 години учен кај нас, денес и утре те тргаат. И ми е чудно што уште после 15 години уште дрес мој слика стои на истото место и прашувам зошто. Речи им направите во серија прволигашки надпревари, да, понеделник, среда, друг, петок, да. па да се случи нешто. Поготово нив му е битно тоа риластво против Витесе. Значи, Најмиген и Арнем, тоа се 10 километри само ги дели, само една река. И нив повеќе тоа му е важно дека сум дал 3 гола на Витесе. Не дека колку да. И вика, кој следен ќе дај хет-трик, тоа ще тебе ќе те трниме. Не бек на страна, да. Тој ќе биде на чело, а ти ќе си видиш, ама, 15 години. И што викаше, ќе си останам ја тука на чело. Така да е убаво е, кога ќе пред некој време бев на гости таму, така да убаво е кога ќе видиш. Да, и втората година, да. Отиде во Зволе. Да, го напуштив, но втората година исто, значи ми се повтори истата повреда, истата операција, истото колено. И иако после првата, значи, успеав, се вратив, отидов во Нек Најмиген, имав одлична сезона. И во рокот, значи, 3-4 години по втор пат ми се случуваше, така да мислам дека таа повреда веќе ме малку те стопираше во развојот. Да, ме истроши во тоа време вкрстени лигаменти. Иако и потоа јас се вратив, но никогаш после тоа не успеав да се вратам на нивото што. А интересно е, Гоце, фудбалери што ќе играат на островот, па ќе го напуштат во други земји и играат и така, ретко има мал број случаи пак да се вратат на островот. Ти се врати овој пат во Шкотска, да. Да, се вратив. Во Данфермлајн? Во Шкотска се вратив, пред тоа во Зволе, значи после Нек Најмиген, една година играв во Зволе и после тоа во Шкотска пак во островото, но многу погоре, по северно. И таму се задржив кратко од една банална, не беше банална причина, тоа беше 2005-та, ако не се сеќавам, тогаш прв пат УЕФА, ФИФА заедно, почнува со тој експеримент на вештачки терени. И за моја несреќа, 4 терени во Европа, Спартак Москва, негде Франција, еден Холандија и Данфермлајн. А јас, значи со тие две мои операции, повреди, никако не можев и ми беше забрането да тренирам и да играм, што и ден денес мислам дека е смрт за здрави колена, а не за. И тоа беше причината што не остана подолго во Данфермлајн. Инаку Данфермлајн е клуб кога љубителите на фудбалот, оние постарите навивачи на Вардар се сеќаваат 61-та Вардар беше елиминиран од Данфермлајн кога играше во купот на тогаш имаше
националните куп победници, нели Вардар го освои купот, па беше елиминиран од Данфермлајн, се сеќавам таму се играше во една магла. Одвај се гледаа головите, ама некако отиде тој надпред, Вардар прими, не знам точно, повеќе вака голови и беше елиминиран. Причината за одењето брзо од Данфермлајн ја кажа теренот, одиш после во Дебрецен во Унгарија. Потпишав многу касно. Потпишав негде септември, октомври, каде што ги пропуштив тие припреми. Нели викаме... Тоа е многу лошо за фудбалер. Да. Ако ги промаши тие базични подготовки и не е со клубот... Имав 4 годишен договор и на зима, нели некако 3 години во Англија, 5 во Холандија, значи после 8 години на запад, некако кога дојдов во источниот дел на Европа, во Унгарија, ми беше тешко да се привикнам. Имаше разлика. Да, на начинот на тренинг. И сам побарав после зимата да го раскинам договорот. Да. А имав на 3,5 години договор. И нормално прв печаток е нема шанси. Но кога седнав со председателот и кога кажуваш дека сакаш да раскиниш а не бараш пари, тогаш одма води кај сакаш, да, значи нели кога викаме не можеме се не ме пушта клубот. Не, клубот те пушта кога сакаш. Да. Не барај пари. И отиде во Хапоел. Да, и почнав Хапоел. Во Израел. Веќе тогаш ми почна по година дена. Додам Хапоел, па Кипар, па пак се вратив в Холандија, една година во Ден Бош исто имаше амбициозен проект да се врати Ден Бош во прва лига. Бош, да. Одиграв исто 25-30 такмици на стари години, што викаме ние. Потоа се дуваше... Ти чувствуваш дека доаѓа крајот на кариерата, ама не се предаваш, одиш во Баку, во Азербејџан. Да, таму и на крај завршувам во Иваскила, кога... Тоа е во Финска. Во Финска, кога гледам дека... Отиде кај лапоците таму, тоа е на северниот. Така интересни, на последните 3-4 години беа многу интересни од така доста различни земји, различни култури, различни јазици, начин на живот, начин на фудбал, на тренажен процес. И кога видов дека мојата кариера почнува да зависи од тренерите, не од самиот јас веќе бев во поминати години, многу добро знаев што ми прија, што не ми прија, но нормално секогаш има различни тренери. Например во Ден Бош Тео Бос, легенда на Витесе, и одиграв 30 такмици, него му бев битен само за надпреварот. Ако другите одмара еден ден во неделата, јас одмарав 3 ради коленото, ради... Те подготвува за... Да. Имав тренери каде што нормално не отстапуваја од својата филозофија и без тренинг не можеш да играш. И тоа сум го ценел. Во Финска тренерот беше помлад од мене. Значи, колкав респект имаше за мене кога ми викаше сега, нели, тој во вторник потежок тренинг, кондиционен со рипање со ова, јас кога ги видев тие сталките, како да сите рипат, тој ми вика ти одоздолу. Пикај се. Значи, тоа е веќе знак дека треба. Некако ми беше страм што ја имав привилегија. Да ти каже и ти да работиш како со тие помладите. Да, јас сега, иако тоа беше невиден респект од страна на тренерот. Секој играч би го посакал тоа. Но јас на некој начин ми беше страм од групата друга што јас со тоа моје CV што сум го имал таму. Но можете да замислите сега. Сите тренираат, рипаат, скокат, а јас се пикам не дека не сакам, ама колку да си тука присутен. Да, и веќе и така да тоа е интересен, интересен момент што така месно. Сега ова беше твојата играчка кариера по клубовите. Испуштивме само да кажеме дека играше и во 2007-та во Олимпијакос од Никозија. Кипар го скокнавме во тие набројувања на земјите. Па еве да кажеме дека и таму и Олимпијакос доаѓа ред да биде засилен од Ѓорги Христов и така. Па тие Хапоел, Израел, Олимпијакос, тие се клубови каде што нормално се борат
сопстанок и настред сезона бараат искусни И играчи за каде што голови. Да. Што ќе дојде некој што ќе му заврши работа. И така да ти тие- беше тој што ќе одеш и ќе завршиш работа, пакуваш куферите, одиш во Да, друг друга, клуб да. и конечно во 2009-та ги закачуваш копачките што се вели на клин, престануваш со активното играње, продолжуваш повторно во фудбалот, но за тој период ќе кажеме на крајот од емисијата, сега за репрезентативниот период. Како изгледаше тоа меѓу 90-тата, 92-та, тамо 2000-2002 година, додека беше во репрезентацијата на Македонија, најнапред во младата, она до 21 година, а потоа и во сениорската репрезентација. Во најавата реков дека си втор стрелец во националниот сениорски тим после Горан Пандев. Кога заигра прв пат, дали тоа беше оној меч за сениорите, говорам, во Да. Ерменија, Да, во Ерменија. во Ереван таму со Ерменија, 2-2. Да, генерација предводена од Чичко Дончо, Дарко Панчев, Илија Најдовски, Бошко Ѓуровски, Јаневски, Канатаровски, Станојковиќ, мислам од таа Да. генерација. Јас тие во некои си добри 30-35 години, подминати година, јас дете од 18 години, така да. И тој сон, што кажав на почеток на разговорот, ми се исполни, значи, да заиграш за својата држава, Репрезентација. на толку рана возраст, заедно со толкави имиња кои до пред некој ден, не до пред таа надпревар сум само ги гледал на телевизија и сум берел И дома мечтаеше сликички, да бидеш сликички, како да. нив. Да, и сум берел постери од нив. Тоа ти беше деби и веднаш постигна гол. Да, 2-2 со лева, некоја така на некење што викаме ние. Удри во еден, во друг, во трет, ама кога сака влегува, така да, едно исто убаво деби. Некогаш и Господ треба да те сака. Да, и да, потоа следниот циклус веќе таа генерација што игравме во млада, полека наидуваше во репрезентација и мислам дека по бројките, по статистиките, по цифрите, Фактите тоа беше говорат. една најдобар период од репрезентативниот наш фудбал. Селектор беше Ѓоко Хаџиевски. Бевме многу блиску до тој бараш, не делеше само една победа со Литванија во гости, но за жал изгубивме наивно и така да за светско првенство 98 квалификации. Тој период на вистина беше златен период за сениорската репрезентација Македонија и штета е што не успеавме да се пласираме за една завршница од големите приредби. Имаше и тим, имаше и атмосфера, имаше се, меѓутоа ете не успеавме, еден надпревар беше значаен и не ја искористивме шансата. И како и секогаш, така и тогаш мислам дека клучна улога имаше, на жалост, политиката, кога еден селектор Ѓоко Хаџиевски имаше одлични резултати со една, беше, јас можам смело да кажам, и тоа што му кажал, политички сменет, Да, и од тогаш мислам дека почнува тој во пропаст, надолна линија што да оди се. и денес викаме нема каде понатаму, но гледаме дека Малку има беше сопрен тој пат со Катанец, така се почувствува нешто, ајде победа некоја, после пак криза и еве Така да, се еве, мачиме 15 и ден години, денеска. Да. Долг период е тоа. За репрезентативните мечеви, освен оној дебитанскиот во Ереван против Ерменија, некој друг вака што Па ти останал во сеќавањето кај што си постигнал нај- ефектен гол и така. најубав за очи, за телевизија, за шпица, за ТВ, беше на оној против Република Ирска, кога победивме 3-2. Митко 2 гола даде од пенал, и јас еден 3-2. Тоа е така најубав, најдраг за мене
беше голот против Хрватска. Мислам дека преносот вие го, ако добро се сеќавам, дека го вршевте. Нерешено? Да, 1-1. Да. Значи Хрватска со предводена од Чиро Бажевич. Kakva radost na gradskom stadionu Skopje. Tuku što glete. Kim se naduva. Pogledajte. Radost. Најдраг, бидејќи го дадов во период после таа моја прва операција. Значи, после 10 месеци пауза. И тогаш почувствува дека не е загубено се и дека можеш и натаму Да, и да играш квалитетно. долга пауза, не бев ни далеку спремен за надпревар. Ѓоко ме повика ради атмосфера. Беше, значи, договорот само да бидам тука. Ништо, пошто јас 10 месеци бев, одиграв може една за Б екипа во Барнсли колку да видат и толку. И не знам, некој се повреди и така морав, имаше место и седев и на клупа. Иначе не требаше да бидам на трибина. И некако се повреди, немаше кој, ајде, меѓу 18, како одеше на превар, Шукер даде 1-0, ние се мачевме, публика се сеќавам, тензија, тогаш Косово, ситуацијата, така беше некако Наелектризирана беше доаѓаат, не атмосферата. доаѓаат, кризно подрече и така натаму и така натаму. Пон стадион, тензија, навивање, псување, химни, свирење, така да. И некако во целата атмосфера, јас гледав во И филми, ти зовре. и второ по време ни страм ни перде, јас како што седев таму полека едно столче до друго столче, како да идам преворот, дојдов до Ѓоко и викам шефе да влезам. И тој во не ме ни слуша нормално во. И јас пак помини 2-3 минути пак шефе да влезам. Ке им дадам гол. Да, и трето викам, абе ки осеќам ќе си почнав паш она. И валја кога Ѓоко виде дека уште 5 минути до крај. Вика, ајде дете му да Само опуштам валја запнало да не му игра. досеќам, да не му досеќам. Се сврти валја, немаше некој штопер или бекови ако беа на клупој. И веќе, ајде, ако досеќаш влези. И само што влегов, значи после 10 секунди првиот додир и затоа викам тој е така ми е најдраг пошто многу специфичен. Да, дека претходеше целокупната оваа Да. ситуација, затоа. Иначе исто голот со Англија ми е исто драг, со Исланд исто многу важен гол 1-0 победивме, кај што се доближивме за тоа второ место. И од друга Има да, доста. горд сум на тие голови што повеќе беа на квалификациони надпревари секогаш каде што сме земале бодови. Значи не беа повеќе ревијални. Од ревијалните можеби на Бугарија му дадов гол 1-0 исто победивме со Стоичков, со Балаков, со Да. таа генерација, но Тоа беше она репрезентација што беше Да, значи, меѓу крајот на- четирите најдобри после во свет 94, во 94-та на значи, светското 98 првенство. игравме утакмица 97. И тоа беше репрезентативната кариера твоја, толку надпревари, 16 голови. Да, потоа почнав да се карам, да се расправам со некои селектори, така не играв и веќе многу рано. Јас мислам дека на 25-6 години ја завршив мојата Репрезентативна кариера. Имав 48 до 25 Да, да години. играш, Кога можеш. видов дека Не е тоа што го посакуваш и што Да. беше претходно, да, кога видов дека Тегна раст. личните интереси се пред националните, и реков дека нема да Не играм. ми е местото. Иако беше многу тешко, но не можев да поминам преку некои работи што нажалост се случува. се случува и што и ден денес ние трпиме последици. Сега одиме на оној последен дел од кариерата, се уште си во фудбалот, ти рековме 2009-та активното играње фудбал заврши и остануваш во фудбалот, Металург ти е клуб во кој што работеш и како тренер и како директор и како се и се што таму во тој клуб се вртеше околу тебе, сега за жал Металург е во тешка ситуација, но ќе ни кажеш за тој период како изгледаше и тренерскиот живот и сите тие случувања во МАК фудбалот во тие 5, 6, 7 години, еве. Па секако дека после завршувањето на кариера мислев дека
нормално и најдобро е да продолжам пак со фудбал, бидејќи што и да работам во животот, се ќе биде во Со втор сила, план. не е со волја. Да, а правата љубов, она што те исполнува, што го сакаш е фудбалот. И се одлучив да продолжам фудбалот. Прво бев тренер во школата, па координатор, па прв тренер, па спортски директор. 6 години, еден убав период, но нажалост се има почеток и крај. Металург последните години на две нели има големи финансиски проблеми. Ја укинавме членарината и дадовме шанса да сиромашното дете може да игра фудбал. Да игра фудбал. Во последните години, кај нас во Македонија, само богатите деца играат фудбал. Тие што има пари родителите да платат, а вие развивте една добра школа, дури го освоивте и купот младински, и бевте секогаш во врвот на 3-4 години тој пионерски поред, да. младински фудбал. Најмногу репрезентативци и кога школата, тренерскиот кадар, тренери наши одење во странство на семинари, на обучување, соработка Да, со се Партизан. види една развиженост во клубот. Јас се сеќавам кога дојдов, прва работа што ја направив, направивме еден состанок во Белград, Партизан, и вака на маса, најотворено. Кажете ни како сакаме, имаме тим, имаме пари, имаме амбиции, имаме план, кажете ни По кој што? пат да се движиме? Да, значи толку едноставно и на некој начин само тоа што Партизан ни го кажа, ние го Пренесено постигавме тука. со стипендисти, со таленти, со скаути низ цела Македонија и нормално во текот на годините тоа си функционираше. Црпевме од таа школа готови играчи, продававме, паралелно излегувавме во Европа, но последните 2-3 години се случија тие финансиски Проблеми, тоа е клубот, основната да, причина да, што клубот да. еве полека Клубот е во втора лига, нема поќе тие европски да надпревари. не речам згаснува, би Па полека, е да. страв дури да кажам да. дека Па, згаснува зашто сепак Доки се нема работи тука за еден страф или клуб со страм или традиција. Таа е од вистината не вистина. треба да се бега. Значи, клубот полека, на жалост, мене ми е многу жал што е еден среден клуб, еден реков клуб што прв постави некои нови стандарди. Во школата, кај тренерите, кај така благодарение на секако на раководството, бидејќи ако без една поддршка од горе, да не се лажиме, не можеме ништо. Но еве, реков, да се има почеток и крај, и мене навистина ми е криво што Металург е во таква Добро, ситуација. јас Се надевам мислам дека дека Ѓорги Христов ќе го гледаме пак во фудбалските кругови. Младци, пред тебе останува доста работа и дај Боже таа работа да биде насочена во фудбалот, дали во федерација, дали во некој клуб. И сега да ни кажеш од семејството. Ѓорги Христов, што има од семејство? па добро, јас еве два сина, поголемиот 5 години, помалиот 3, Фудбал? фудбал, Дома, низ собите. па не многу. Поголемиот веќе чувствува, слуша дека татко му играл фудбал, па најнекако дали или генот сака, почнува да тренира таму во една школа Ѓорги Димитров во комши кај нас. Сака, битно е за мене лично како што двајцата и едни и другиот научија да скијат на многу мала возраст, така да сега веќе имам и друштво за скијање, секако дека и сопругата скија, така да тоа е на приватен план, на некој начин уживам гледајќи како растат. Да, и ги носиш во градинка, ги зеваш од градинка со Да, ривси да. и така. Па сега, посакувам и тие еден барем од двајцата да се развие и да стане фудбалер како татко му, па моите помлади колеги, како јас на времето што говорев и пренесував за татко му која постигнуваше гол, еве ти ме подсети на тој меч со Хрватска, дека јас сум го коментирал. Сум викнал сигурно гол на Христов, Македонија израмнува. Така за некој од синовите, помладите колеги,
да пренесуваат и да кажат дека постигнал гол. Да, нека се здрави, живи, секако дека мене ќе ми биде драго да се занимаваат со спорт, не дека јас сум бил спортиста и фудбалер, не бидејќи знаеме спортот е нешто најубаво за еден млад Да, за млади луѓе и за воопшто. формирање на личност, на дисциплина и така натаму, така да но реков одлука да ќе ја имаат самите како што сум ја имал јас сам. Добро, Гоце, ти благодарам за гостувањето во емисијата. За нашите гледачи да кажам дека тоа беше Ѓорги Христов, нашиот прославен фудбалски ас, репрезентативец на Македонија, фудбалер во повеќе држави надвор од Македонија, и втор стрелец во националниот сениорски фудбалски тим.